Добре дојдовте во урбаните вести. 1.700.000 евра ќе изнесува годишната заштеда од набавка на нови 30 екоавтобуси. Ова е веста со која ги започнуваме урбаните вести. Останете со нас, следува кусиот преглед од насловите за денеска. За прв пат во Скопје ќе се вози електричен автобус. Град Скопје бара законски измени на правилници за поголема заштита на зеленилото. Општина Петровец привлечна дестинација за црногорските инвеститори. Собрани околу 50.000 денари на хуманитарната забава за Дамјан. Енергетски ефикасен автобус што троши минимално количество електрична енергија и е опремен со систем за брзо полнење и има нула емисија штетни гасови. Од денеска ќе се обраќа на линијата број 15 во Скопје. По собраното искуство од новите автобуси кои се на пробно возење, градот треба да одлучи какви автобуси ќе бидат набавени за модернизација на јавниот градски превоз. 144.000 евра ќе изнесува заштедата на месечно ниво доколку градот се одлучи да набави 30 екоавтобуси на газ. Новиот електричен автобус за кој градот Скопје пред неполни 3 месеци потпише договор со компанијата Chariot Motors за пробно користење, ќе се обраќа на линијата 15 од Карпош до Новолисиче во наредниве 6 месеци. Ова е уште еден автобус, трет по ред кој пробно ќе се обраќа по улиците со цел да се види ефектот врз животната средина и заштедата на средства, со цел да може да се планира модернизација на градскиот сообраќај. На линијата број 5 и на линијата број 2 веќе се пуштени во сообраќај екоавтобуси на газ. Но денеска Скопје се број во градовите кои што употребуваат или користат електрични автобуси. Автобусот кој што е зад нас е направен по последните технолошки трендови во оваа индустрија. Се работи за енергетски ефикасен автобус кој што троши минимално количество на електрична енергија и е опремен со систем за брзо полнење. Најголемата предност е што овој автобус има нула емисија на штетни гасови во атмосферата во Скопје. Новите автобуси кои пробно се обраќаат во Скопје, а за кои како што истакнуваат од градот не е потрошен ниту цент, се поекономични и помалку загадуваат. Набавката на нови автобуси ќе биде спроведена преку јавна набавка за електрични автобуси или автобуси на газ, во зависност од тоа кои автобуси подобро ќе се покажат на пробното тестирање. За пробно возење во најава има уште 2 автобуса од турска фирма и од италијански Ивеко. По тестирањето на автобусите, градот оваа година планира да набави 30 нови автобуси. Доколку градот се одлучи да набави од автобусите на газ, само со набавката на 30 нови автобуси, заштедата за еден месец ќе биде 144.000 евра. Годинава е предвиден буџет за субвенции за набавка на екоавтобуси во висина од 100 милиони денари и за приватните превозници во висина од 20 милиони денари. Градот Скопје бара измена на законската регулатива што се однесува на зеленилото во приватни градежни парцели, како измени во правилникот за градба. Тие треба да овозможат дуповите во општините што се натовар на градоначалниците заради здравата животна средина и обкружувањето во кое живеат граѓаните, да бидат сведени во нешто што би се нарекло нормална средина за живење. Градот Скопје бара измена на законската регулатива што се однесува на зеленилото во приватни градежни парцели, како и измени во правилникот за градба, со цел, како што рече градоначалникот на град Скопје Петра Шилегов, поголема заштита на зеленилото во градските средини. Во моментов се прават измени во правилникот за градба, кои ќе овозможат нормална средина за живење, со што помалку исечени дрва за потребите на градењето објекти, додаде Шилегов. И во текот на вчерашниот работен состанок кој што бивме со претседателот на владата, меѓутоа и во изминатиот период, бараме и некои измени кои што се однесуваат на правилникот на градба, во смисол дека веќе донесените детални урбанистички планови кои што се товар на градоначалниците, иако градот, да речам, во постапката на издавање на градежни дозволи нема ингеренции, да може да тие издадени маркици за градба на определени градежни парцели
без оглед на стекнатата состојба каква што била во моментот кога се носел деталниот урбанистички план, заради здравата животна средина, заради окружувањето во кое што живеат граѓаните, да бидат сведени во нешто што би се нарекло нормална средина за живење. Ако вие дома имате двор, имате куќа и таа куќа сакате да ја проширите, треба да побарате дозвола од градот да го сраните тоа дрво. Накратко се обидувам пластично да ја објаснам таа ситуација. Официјализирано збратимувањето на општина Петровец и општина Петница од Црна Гора. На денешното потпишување на договорот дојдоа и успешни бизнисмени од Црна Гора, кои ги разгледуваат можностите за инвестирање во индустриската зона Чојлија. Во рамките на одбележувањето на роденденот на општина Петровец беше официјализирано збратимувањето со општина Петница од Црна Гора. Во посета на општина Петровец дојдена делегација предводена од градоначалникот на општина Петница Сами Раговиќ, како и бизнисмени кои ги разгледуваат можностите за инвестирање во Петровец. Градоначалникот Борче Митевски рече дека ова е втора општина што се збратимува општина Петровец, а целта е да се доближат двата народи, особено младите и децата. За да се реализира тоа, двете општини ќе аплицираат за грантови од Светска банка и Европската унија, кои ќе се искористат за посета на општините. Ние ќе гледаме заедно со мојата колега, исто така да аплицираме доколку добиеме грант, да направиме една група од ученици, да ги зближиме нашите деца, да ги запознаеме со културите, со манифестации, со нивните традиции, да ги зближиме двете групи на млади деца, да бидеме блиски онака како што бевме блиски кога живееме во една држава. Градоначалникот на општина Петница Сами Раговиќ рече дека особено го радува што после првиот разговор со градоначалникот Митевски сватиле дека Петровец има перспектива. Незината голема предност се луѓето и хармоничните односи кои владеат во оваа општина. Посебен впечаток остави развојот на индустриската зона Ќојлија, која ги увери гостите дека во наредните години ќе биде доста перспективна општина. Посебно се радува чинјеница да Посебно радува фактот што во општина Петровец живеат голем број луѓе од Црна Гора, а посебно од нашиот крај. Така што ова е добра препорака за соработка на двете општини. Можности за развој има и во општина Петница, како на културно и спортско поле, така и на економски план. Општина имати користи од ове сарадње. Индустриската зона Ќојлија ќе биде доста привлечна и за бизнисмените од Црна Гора кои ќе инвестираат овде. Оваа индустриска зона е најголема во Македонија и има 77 инвеститори, а општина Петровец, според последните податоци, брои 9250 жители. Градоначалникот Борче Митевски, представувајќи ја општината и индустриската зона, рече дека за неколку години во Петровец ќе нема невработени жители. Зона за деца и зона за родители, спортски саем, мини маратон, забавни игри и полигони се само дел од активностите кои се организираат во рамки на првиот Скопски спортски фестивал, кој денеска се одржува во градскиот парк. По повод денот на планетата Земја, денеска во градскиот парк кај школка се одржува првото издание на Скопскиот спортски фестивал, организирано од Сдруженијето за унапредување на меѓусебна доверба такт и Сдруженијето Солис, а поддржана од амбасадата на САД во Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт. Фестивалот нуди спортско-рекреативни активности за целото семејство, со посебно предвидени зони во кои децата ќе имаат прилика да учествуваат во забавни полигони и традиционални игри, додека возрастните за тоа време ќе може да се информираат за сите спортски можности и случувања во Скопје и пошироко, понудени на едно место преку саемот за спорт во склоп на фестивалот. На фестивалот се презентираат успешни спортски приказни и практични вежби, меѓу кои и мини маратон од 1 километар. Во вториот дел од денот ќе бидат проектирани документарни филмови на тема качување на карпа и активности во природа, како дел од филмската турнеја Real Rock 12. Под мотото да запееме од душа за Дамјан да слуша, вчера вечер во Домот на култура во општина Ѓорче Петров се одржа хуманитарен концерт на кој настапија голем број музички имиња. Собраните средства од продажбата на карти и пијалоци, како и од донациите, во висина од околу 50.000 денари, ќе бидат наменети за лекувањето на малиот Дамјан.
Домот на културата во општина Ѓорче Петров вчера вечер беше притесен за да ги собере сите хумани граѓани кои со своето присуство на хуманитарната забава му помогнаа на малиот Дамјан. Хуманитарниот концерт во организација на општина Ѓорче Петров во соработка со група граѓани од општината, на кој настапија голем број музички имиња, се одржа под мотото да запееме со душа за Дамјан да слуша. Дамјан беше опериран на 17 април и во мозокот му беше вграден кохлеарен имплант, со чија помош тој треба да почне да ги прима звучните сигнали. Општината и група граѓани собраните средства во износ од околу 50.000 динари ги наменија за трошоците за неговото лекување и одржување на имплантот во постојана функција. На истата локација и претходно беа организирани хуманитарни концерти, што ја прави општина Ѓорче Петров, една од најхуманите општини во Скопје. Градоначалникот Александар Наумовски искажа подготвеност и во иднина да организира слични хуманитарни активности за потребите на неговите сограѓани. Општина Ѓорче Петров се покажа како хумана општина, често организирате хуманитарни манифестации кои што гледаме дека се и многу посетени, што ве мотивира најмногу? Најмногу не мотивира желбата и искрените намери да се помогне на нашите граѓани на кои што навистина им е потребна помош, особено во материјални, парични средства заради нивно лекување конкретно за овој настан. Мотото е да запееме со душа, за Дамјан да слуша, се работи за наше мало дете, жител на Ѓорче Петров. Ова се серија настани на Ѓорче Петров на општината, меѓутоа не само општината, јас сум премногу задоволен, среќен и горд што имаме наши луѓе во Ѓорче Петров кои што имаат голема општествена одговорност и само иницијативно се дел од организацијата на овие настани. Таков серија настани хуманитарни беше пред некој ден и патронатот на Основното училиште Ѓорче Петров беше одбележан со хуманитарен хепенинг за ученичка, која што им беше потребни парични средства за операција. Големиот број присутни ги забавуваа младите музичари Магдалина Аликсовска, Ристо Самарџиев, Владко Илиевски, Џина Папаш Џокси, кои ги прашавме колку често се дел од хуманитарните забави кои се организираат и каков е нивниот впечаток за одзивот на присутни. Денеска сте тука хуманитарно да се помогне на едно мало детенце кое не може да слуша. Колку често учествувате на вакви хуманитарни забави? Па секој некој ќе ме повика. И ова може би е 100 пат, ако не се лажам, ако не и повеќе. Убаво е тоа да се даде поддршка на вакви манифестации, ако може тоа така да се каже, бидејќи не е само она дека јас настапуваат и многу други луѓе. Со тоа што сметам дека одзивот треба да биде многу поголем. Значи се соочуваме со еден ист проблем кој се провлекува воопшто било кога се организира некој ваков настан. И треба да се даде поддршка. Ние знаеме дека државата колку толку помага, меѓутоа и не може на секого. Ако го немаме нашено човечко во себе за да му им помогнеме на оние кои им треба навистина помош, ова е навистина малку. Значи мора тоа да се развие, секој да е свесен дека треба многу повеќе да даде самото од себе за некому да се помогне. На многу сум ги поминал и секогаш една те иста атмосфера ми се повторува. Значи, да, сите имат волја тоа да го сторат, ама кога ќе дојде моментот да се помогне, да се види кој помага, ги нема луѓето. Добро, ова веќе можеби вечерва можам да кажам солидно, а имало и бетер. Па пред се благодарам што ме поканија на вечерашна манифестација, посебно голема благодарност до Магдалена, до Маги. Секогаш сум секаде како се вика, присутен каде што има хуманитарни настани, никогаш не одбивам еден ако не сум тука. И баш ми е мило што вечера сум дел од овој концерт, ќе спееме неколку песни, ќе помогнеме и така. Апсолутно секој еден треба да си помогне самиот себе прво, да разбере што и како се случува во нашето општество. И кога ќе се разбереме самите себе си, ќе имаме разбирање на другите, за другите. Особено ако се тоа некои други кои што се со одредена различност, како што е момчето, односно малото детенце Дамјан, за кого сега станува збор вечерва, кој што има вграден имплант кој што треба да се одржува за да може да слуша, како што јас и вие сега се слушаме една со друга. И се надевам дека
секогаш секој ден од нас ќе најде барем трошка време, барем трошка разбирање да ги поддржи ваквите настани, да им пружи поддршка и помош на оние на кои што им треба, затоа што ако не може тоа родителот, ако не може тоа државата, барем ние онолку колку што ни дозволуваат можностите да бидеме хумани. Концертот продолжи со звуците на класичната музика со Марко Наумовски, Екатерина Лукарова, Изабела Велковска и Олја Михајловиќ на флейта, Александар Војневски и Бојана Мирковска на виолина, Нина Крагоевска на кларинет, Виктор Богоевски и Дамјан Иловски на тромбон, Александра Кировска гитара и Дани Жоговска на пијано. Со цел собирање на што поголем број финансиски средства за лекувањето на Дамјан. В сабота, парите собрани од продажбата на билетите за фудбалскиот надпревар помеѓу Македонија Ѓорче Петров и Влазримиот Кичево ќе бидат донирани на неговото семејство. Во сабота, во 16:30 часот, Македонија Ѓорче Петров фудбалскиот клуб игра круцијален надпревар за влез во првата лига, решавачки надпревар со екипата на Влазримиот Кичево. Настанот, картите што ќе бидат собрани со присуството нивно, ќе бидат донирани исто за Дамјан, за штитеникот на вечерашниот настан. Улиците Рузвелтова, Митрополит Теодосиј Гологанов, Димитрije Чуповски, 11 октомври, булеварите 3-та македонска бригада Јане Сандански, се дел од улиците и булеварите на кои внедела, поради одржување на Скопскиот маратон, ќе биде воведен посебен сообраќаен режим. Поради предстојниот Визер Скопски маратон 2018 организиран од Сојузот на спортови на Скопје, в недела на 6 мај одредени сообраќајници ќе бидат забранети за сообраќај. Оделението за безбедност на патниот сообраќај при СВР Скопје ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот по сообраќајниците на поширокото централно подрачје на градот. МВР соопшти дека за трката на 5000 метри предвидена е траса на движење преку плоштад Македонија, преку Камени мост, мостот Гоце Делчев, булеварот Илинден и улиците Рузвелтова, Митрополит Теодосиј Гологанов, Димитрije Чуповски, 11 октомври, Порта Македонија и на плоштадот Македонија, каде е целта. За полумаратонот на 21 километар, чиј старт е од плоштадот Македонија преку Камениот мост, ќе бидат затворени мостот Гоце Делчев, булеварот Илинден, улиците Љубљанска, Московска, Војвода Васил Чакаларов, Митрополит Теодосиј Гологанов, Димитрije Чуповски, 11 октомври, Крушевска република, булеварот 3-та македонска бригада, улицата Фрањо Клуз, булеварот Јане Сандански и назад низ Порта Македонија на плоштадот каде и целта. И главната маратонска трка ќе се одвива по истите сообраќајници како полумаратонот, но со уште еден дополнителен круг. Полицијата апелира до граѓаните за разбирање и почитување на поставениот сообраќајен режим во текот на одржувањето на настанот. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Е најпознатата мисла на Гоце Делчев, кој на денешен ден предстои 15 години, бил убиен од турската војска во селото Баница. Останките на Гоце Делчев, кои биле чувани на различни места, на 11 октомври 1946 година, биле пренесени во црквата Свети Спас во Скопје. Во Македонија денеска се одбележуваат 115 години од смртта на револуционерот Гоце Делчев, кој на денешен ден во 1903 година бил убиен од турската војска во село Баница на пат кон Сер. Визионерот, кој пред повеќе од еден век го разбра светот како поле за културен надпревар на народите, е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, во семејството на Султана и Никола. Се школувал во гимназијата во Солун и на Војната академија во Софија. Учителствувал во Штип, а како член на Централниот комитет над МОРО, работел на создавање мрежа на бази, комитети и кометски чети на организацијата. Учествувал на Солунскиот конгрес на ВМРО во 1896 година, а до 1901 година бил задграничен представник на ВМРО во Софија. По убиството, неговите посмртни останки првин се чувале во Баница до 1917 година, кога биле пренесени во Ксанти, а потоа во Софија. До 1923 година ковчежето со коските се чувало во домот на Михаил Чаков.
Останките на Гоце Делчев на 11 октомври 1946 година биле пренесени во црквата Свети Спас во Скопје. Со цел матурантите подобро да се запознаат со програмите на Универзитетот Свети Кирил и Методи и да ги одберат вистинските студии за градење на својата кариера. Утре во кампусот на техничките факултети ќе се одржи отворен ден на кој факултетите ќе ги презентираат своите наставни програми. Отворен ден на Универзитетот Свети Кирил и Методи ќе се одржи утре во кампусот на техничките факултети. Сите факултети во состав на универзитетот ќе имаат своји штандови и пред заинтересираните матуранти ќе ги презентираат своите наставни програми. Предвидена и богата музичка програма и поголем простор за презентација и активности на студентските организации од сите факултети од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Матурантите на едно место ќе може да се запознаат со универзитетот и да ги одберат вистинските студии за градење на својата успешна кариера. Од вечерва во Кинотека на Македонија започнува неделата на современ полски филм. Освен филмовите кои ќе се прикажуваат, посетителите до 9 мај ќе може да погледнат и изложба на плакати од значајни полски филмови. Со проекција на филмот Ноќен воз во режија на Јежи Кавалерович, вечерва во Кинотека на Македонија ќе почне неделата на современ полски филм. До 9 мај ќе бидат изложени и плакати од значајни полски филмови, а посетителите ќе може да погледнат уште 5 филмови. На програмата се филмовите Ракописот на Сарагоса, Ветената земја и Нож во вода. Во вторник, посетителите ќе може да го погледнат краток филм за љубовта, а следниот ден ќе биде прикажан краток филм за убивањето. И двата филма се реализирани во 1988 година. Програмата се реализира во соработка со Амбасадата на Република Полска во Скопје. Во наредните денови продолжува период на променливо облачно и нестабилно време со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер, особено во попладневните часови. Поизразена нестабилност ќе има за време на деновите од викендот. Во Скопје утре ќе има локални врнежи од дожд, проследени со грмотевици и температура до 23 степени. В недела слично време со температура до 25 степени, а во понеделник температурата ќе достигне 28 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести на Прва Скопска. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатна вечер со нашата програма и не забравајте да следите нашата веб страна и на социјалните мрежи. Пријатно!